проектот, ако беше остварлив, знаеме дека имаш интерес таму, вземаш добра плата, мораш да браниш сите работи, бла-бла-бла, поминен период, туго си помина во реди, во екрани, таму сите работи, знаеме дека мислата и сега се работи за нешто што треба да му дајме на фирма, која во Скопје има дајна над 40 милиони пари ненаменски од дејноста за благодетите на граѓаните, бидејќи вашиот лидер Ж и партијата Д така одлучиле. Не е фер, не е коректно. Значи, ќе беше добро да го кажеш што имате 11 години да го спроведите проектот. Оти не го спроведавте, еде од таму ќе тргне. Голем пропуск. Проектот не е ваш. Проектот е од основањето на Ред Битол. И желба беше на многу луѓе, само вие ја покренавте таа желба. И знаете дека не е исплатлива. Значи, парите нема да се вратат. То го знаете и затоа го почнете цело ова време. Бидејќи голема инвестиција. Како благодет за граѓаните е многу голем. Али, видете, тој е проект од 83-4 година, тогаш немало такви работи за грејање енергенци како што има сега. Значи, нема да застанеш во време до 84-та. Тоа било визионерски проект за тогаш. Значи, не ми да разлика нешто, тоа е моја дипломска работа. Така? Ако не работам таму. Конкретно, значи многу е доблесно, ако сакаш да браниш, да даеш нешто, значи за возврат, ќе му го дајме на АД Електрани Елем, нема проблем, ако кошта 90.000 евра, нека направи нешто за 90.000 евра. Оти не речиш така, оти не удираш ти Ницковски да ни плаќа кивија како град, бидејќи ти е пријатно. Со партиец, извинувам. За много скоро вие ќе имате директор, се заборавате в улогата. Не, ние сме много свестни за улогата. Ако види исто да ќе критикува. Така. Значи, ќе дојде моментот, Нема да го ако пратиш го правиле на некој вака, не значи на сите дека ќе го правиле. Нека да види. Ќе каже времето. Ќе каже времето. Значи, треба да се добие нешто, не само да се дава. И навистина, подложување